На денешен ден, 16 април. Илјада 828 година. Во Бордо умре Франциско Хосе де Гоја, шпански сликар и гравер. Неговата слика "Стрелањето на бунтовниците" го одбележа почетокот на новата ера во европското сликарство. Автор е на неколку циклуси графики и цртежи. Од делата најпознати му се 3 мај 1808, Борба со бикови, Гола Маја и Облечена Маја. Роден е во Арагонија на 30 март 1746 година. 1844 година. Во Париз е роден Жак Анатол Франс Тибо, француски романсер, сатиричар и критичар. Негови најпознати дела се "Современа историја", "Злосторството на Силвестер Бонар", "Бунтот на ангелот", "Беговите се жедни" и други. Во 1921 година ја доби Нобеловата награда за литература. Умре на својот имот Ла Болшери кај Тур на 12 октомври 1924 година. 1862 година. Францускиот цар Наполеон III му објави војна на мексиканскиот председател Бенито Хуарес. По повлекувањето на француските трупи во 1867 година, царот узурпатор беше стрелан, а Хаурес повторно беше избран за председател. 1867 година. Роден е американскиот пилот и конструктор на авиони Вилбур Рајт, пионер на авиацијата, кој во 1903 година со неговиот брат Орвил со авион што го направија го изведоа првиот лет во историјата на воздухопловството. Летот траеше 59 секунди и авионот прелета 285 метри. Браќата Рајт во 1905 година конструираа авион кој прелета 39 километри. Во 1909 година ја основаа American Raid Company за производство на авиони и истата година на САД им го испорачаа првиот борбен авион Сигнал Корпс. 1889 година. Во Вилворд, предградие на Лондон, е роден Чарли Спенсер Чаплин, англиски филмски артист, сценарист, режисер, најпознат светски комичар на 20 век. Има снимено 75 кусометражни и долгометражни филмови. Најпознати негови филмови се "Кучешки живот", "Потрага по злото", "Циркус", "Светлините на Велеградот" и "Господин Ведру". Умре во швајцарскиот град Вевеј на брегот на Женевското езеро на 25 декември 1977 година. 1921 година. Роден е британскиот глумец, режисер и писател од руско-француско потекло Питер Александер Јустинов, амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО. Пред Втората светска војна во театар најмногу играше во своите комедии "Љубовта на четворица полковници", "Фотофиниш", "Десета симфонија", ја напиша и автобиографијата "Dear Me", филмови "Спартак", "Топкапи", "Виолетово такси". 1945 година. Во Скопје на второто вонредно заседание на АСНОМ, што се одржа од 14 до 16 април, беа донесени значајни акти за натамошниот развој и афирмација на македонскиот народ. Меѓу другото, АСНОМ е преименуван во Народно собрание на Демократската федеративна Македонија. Најзначаен акт донесен на заседанието е формирањето на првата влада на ДФМ. Прв председател на владата беше Лазар Колишевски. Формирањето на владата спаѓа меѓу најзначајните државноправни акти со кои е заокружено конституирањето на народната власт, како и афирмирањето на државната и националната самобитност на македонскиот народ.